Добар ден, почитувани, започува уште една нова телма амбуланта. Денеска ќе зборуваме за цистичната фиброза, наследна животозагрозувачка болест, воедно една од најчестите генетски болести кај белата раса. Се карактеризира со промени во белите дробови и панкреасот, каде се создава густ леплив секрет кој што пак предизвикува бројни здравствени проблеми и пропаѓање на овие органи, но истовремено влија и врз другите делови на телото. Дали онаа терапија што е достапна кај нас може на пациентите со цистична фиброза да им овозможи добар и квалитетен нормален живот? Постои ли некаква генетска терапија со која што би можел да се блокира генот кој што доведува до овој проблем, до оваа сложена генетска болест? Се за цистичната фиброза денеска од разговорот со професор доктор Стојка Нацева Фуштич, која што е педијатар од Оделот за цистична фиброза при Универзитетската клиника за детски болести во Скопје, воедно директорка на клиниката за детски болести, а исто така во студиото имаме и пациент кој што со оваа болест се бори целиот свој живот, диагностицирана му е само на 2 месеца, станува збор за Фики Гаспар, инаку психолог по професија, тој со нас ќе ја сподели својата приказна. Започуваме веднаш по рекламниот блок. Започува денешната телма амбуланта. Зборуваме за наследната генетска болест цистична фиброза со професор доктор Стојка Нацева Фуштич, педијатар од Оделот за цистична фиброза при Универзитетската клиника за детски болести, и со Фики Гаспар, психолог по професија, кој што оваа болест ја има од неговото раѓање. Добре дојдовте во студиото на телма и добар ден. Добар ден. Професор, јас ќе започнам со вас. Се работи за генетска, за наследна болест. Што се случува точно во организмот на пациентите со цистична фиброза за да се случат вакви промени, за да се создаде таков густ, леплив секрет кој што ќе доведе до низа пропаѓање на органи? Значи, генот што е одговорен за болеста кодира создавање на протеин, познат како CFTR протеин или цистично-фиброзен трансмембранозен спроводен протеин, кој всушност представува хлорен канал во апикалната мембрана на епителните клетки на многу органи, затоа велиме дека е мултисистемска, зафаќа повеќе органи и системи. Така да недостаточната функција на овој хлорен канал доведува до нарушен транспорт на вода и сол низ клеточната мембрана, што условува секретите во каналите на засегнатите органи да бидат дехидрирани, густи, вискозни и да ги блокираат истите. Во панкреасот тоа ќе доведе до блокирање на панкреасните дуктуси. Тој процес започнува уште интраутерино, така да најголем дел од пациентите веќе на раѓање имаат недостаточна екзокрина функција на панкреасот, значи не секретираат ензими во 12-палачното црево за да ја варат храната и веќе уште од раниот период ќе манифестираат симптоми на недостаточно варење на храната, односно малапсорбција, она што велиме, така да ќе имаат почести столици, надувано меше, децата ќе нема да напредуваат како што треба заради тоа што не ги искористуваат храната. Во белите дробови, па тој густ секрет, густ леплив секрет ги блокира дишните патишта. И тој е погодна подлога за развој на бактерии, значи за колонизација на бактерии. И всушност проблемите во белите дробови се јавуваат заради обструкција на дишните патишта од тој секрет и заради повторувачки инфекции. Повторувачки и хронични инфекции, кои се патогномонична карактеристика на болеста. Значи, хроничните инфекции кои водат од своја страна до еден хроничен инфламаторен одговор на домаќинот, значи воспалителен процес во белодробието, кој од своја страна ги оштетува бронхите и околното ткиво. Значи, тоа е еден хроничен процес во белодробието, така да белодробната болест има свој епизоди на влошување, кога велиме акутни екзацербации, кога пациентите вообичаено ги примаме
на клиника, или пак ако е поблага екзацербацијата, даваме соодветен антибиотик за третман на инфекцијата и има еден хроничен прогресивен тек. И ќе видиме понатаму што е нашата цел всушност во терапијата, знаејќи ги овие патогенетски механизми на оштетување на белодробието. Вики, кај вас болеста беше диагностицирана во 90-тите, на почетокот на 90-тите, 2 месеца по вашето раѓање. Матичниот педијатар всушност забележал дека вие не напредувате доволно, онака како што треба, покрај тоа што нормално сте се хранеле. Каков совет добиле вашите родители во тој момент? Така, моите родители забележале уште на самиот старт дека при доењето јас не растам и не напредувам како и останатите врсници. И веднаш реагирале и на почеток се прават некои основни работи кога имаме таква состојба, но потоа веќе 2 месеци кога се увидело дека нема никаков напредок од тоа што они пробале, ги насочуваат на детската клиника за да се направат некои дополнителни испитувања тогаш кои што за моите родители, а мислам и за јавноста ќе каже докторката, доста непозната работа. Со тоа тие се упатиле на клиника каде што се направил тој скрининг и во тој скрининг се утврдило дека се работи за оваа генетска болест и моите били известени веднаш потоа дека се работи за некоја проблематика која што е животозагрозувачка и која што има доста лош исход. Особено во 90-тите години. Какова било прогнозата за бебињата со оваа болест? Што им кажале на вашите родители? Лошо, животозагрозувачко, што значило во 90-тите да, се во тие години диагноза? секако дека диагнозата на болеста представувала голем стрес, па и денеска е стрес, меѓутоа се сметала како инфаустна болест, како болест која многу брзо ќе заврши лошо и факт беше дека пред 30 години третманот на болеста не беше, да речам, соодветен, бидејќи немавме такви можности во терапијата, така да најголем дел од децата умира и во доенечка возраст и во раната детска возраст. Секако дека промените настана после тоа со едукацијата, со создавање на кадар. Физикалната терапија е составен дел од третманот на болеста, значи ние свативме дека мора да тренираме физиотерапевт. Во тоа време секако дека немало никаков осет дека таков кадар ни е потребен. Јас после мојот прв тренинг, да речам, тоа беше 94-95 во Швајцарија, бев 3 месеци, за да ги следам современите текови, да добиеш повеќе сигурност во она што треба да се прави во третманот на болните, бидејќи бевме свесни дека преживувањето на болните во западноевропскиот свет и кај нас имаше разлика. Она што и во тој период пратив една од сестрите, една висока медицинска сестра во Виена за едукација. Значи, основно е, вие ако знаете дека основниот патогенетски механизам е застојот на секретот и нарушеното чистење на секретот од дишните патишта, мора со одредени техники на физикална терапија да му помогнете на пациентот да го исчисти своето белодробие и од вишокот на секрет и од инфекциите. Така да тоа е еден од основните тераписки пристапи, тераписки постапки кои пациентите секојдневно ги прават за да ги ослободат дишните патишта од вишокот на секрет. Така да, секако, антибиотските протоколи, сето тоа доведе до многу подобра прогноза и подобар исход, а да не кажам дека веќе во почетокот на овој век почнавме да се бориме, и тоа не беше лесна борба, да ги воведеме лековите кои значеа, муколитици од типот на Дорназа алфа, кои треба да го подобрат чистењето на секретот, инхалационите антибиотици беше исто така, треба да се регистрираат кај нас, да се воведат. Сите тие процеси, како да кажам, кај нас малце се позабавени,
Меѓутоа, сето тоа заедно, терапијата, физикалната, едукацијата, водењето на болните во специјализирани центри доведе до создавање на една адултна популација, подобрено проживување и секако и подобри перформанси во однос на белодробната функција, нутритивниот статус. Така да сега имаме се поголем број на пациенти кои имаат, да речеме, и квалитетен живот и во адултниот период. Така, но пред 30 години, кога родителите на Фикија добиле диагнозата, тоа не било така. Секако дека било голем стрес. Така, бевте, предпоставам, веднаш хоспитализирани. Како изгледаше вашето детство со оваа болест? Така, моето детство, затоа што за нас пациентите тоа е нормално, за другите не е, посебно ние кои што сме диагностицирани толку млади. Како што кажа докторката, јас малку поедноставно да го објаснам, ние правиме 3 до 4 инхалациони терапии со физикална дренажа во текот на денот. Секој ден? Секој ден. Од 20 до 40 минути, тоа е препорачено, ако може самата личност и повеќе или колку е потребно, кога сте во подобра состојба, тоа е пократно, но кога сте во полоша состојба заради некоја бактерија, тоа е малку потешко и треба да биде подолго тоа чистење за да може функционалноста да си остане. Сега кога некогаш знаеме да бидеме во предвенска терапија во уште полоша состојба, тогаш работиме уствари доаѓа како цел ден да се работи, затоа што цело време имате потреба за тоа рефлексно искашлување и чистење на белите. Како реагиравте како дете на овие третмани? Па јас мислам дека доста добро ги прифатив со оглед на тоа што уште од самата свесност за себе знаев дека кога ќе станам треба да дишам инхалација. Од самото раѓање го правевте тоа, така? Да, тоа претпоставам го средувале моите родители на почеток до тие 2-3 години со помош на медицинскиот персонал нормално, а веќе после кога бев дома тоа ми беше еден вид на рутина. Тоа сакам да кажам и нормалното за мене беше да се прават тие третмани. Ненормално би било да не ги правам, затоа што од самото себе, кога знаете за себе ги правите некои работи, тоа ви станува нормална состојба. Можевте ли да одите во градинка? Во предучилишната возраст одевте во градинка? Не одев во градинка, затоа што имав потреба од поголема грижа, мада мислам дека тоа е повеќе и одлука на моите родители, иако децата ги пуштаат во градинка. Таму инфекции, бактерии, респираторни, чести. Во предвид дека се работи за сепак 94-та, 95-та, 96-та година, кога немаше толку пристап до информации. Единствените информации кои што ги добиваа моите родители беа од страна на професионалците кои што го работат тоа и кои што и самата наука напредуваше, мада тоа докторката повеќе ја не би го зборувала. Така да во тој сега е малку полесно и да се прочита и да се видат некои работи. Полесно е да се пристапи до квалитетни, точни информации и до се што ни треба. Така. За да знаеме како да постапиме и како родители, па и да се споделат искуства со лица кои што се болни од оваа болест. Сега и тоа е поедноставно. Така, сега ние контактираме со доста лица кои што се во други земји, како е нивниот третман, што примаат тие нормално има секакви здруженија кои што контактираат меѓу себе си, помагаат, се насочуваат. Од тој аспект е прилично олеснато. Сега е многу полесно. А што значеше за вас школската возраст? Можете ли редовно да посетувате настава? Како изгледа денот во кој што голем дел треба да посветите на третман, а треба да учите? Така. Едно нешто што памтам е дека доста често не одев на училиште, заради тие венски терапии, чисто ради зачувување на таа состојба, посебно кога ќе се случнеше дека некој од дечињата има можеби вирус, можеби има некоја бактерија, не доаѓа на училиште, така да моите прилично добро мислам дека го изменаџираа тоа, со тоа што имаше некои периоди каде што јас и не одев воопшто на училиште од аспект на превенција на потенцијални полоши ситуации. Нешто што памтам знам дека 2 до 3 месеци од школската година јас со прекини ги пропуштав што до тие терапии венски што се правеа, со примење инфузија, што до самото таа изолација која што беше потребна и нормално тоа влијаеше во целото тоа учење, но морам да кажам дека има разбирање и самиот наставен кадар и организацијата на училиштето, ми ја знаеа диагнозата, претпоставам, пошто ја доаѓам од помало место од Гевгелија
И немаше тука некој си, барем колку што јас знам, тоа треба да ги прашаме сепак родителите, јас сум бил дете тогаш, мислам дека немавме некои обструкции во однос на таа проблематика, налетавме на разбирање. И тоа Можевте беше да одите на екскурзии со учениците, да... во одредени ситуации да, али многу од нив ги испуштив заради таа состојба. Некогаш знаеше да се погоди баш да бидам на венска терапија или да имам потреба од некој антибиотик во тој момент или некоја дополнителна грижа која што нели имаше потреба да останам дома и да се погрижам за себе. Предноста, многу голема предност, барем јас сега го разбирам тоа, тогаш сум бил дете, беше од страна на докторката и од страна на тимот, затоа што... Така, всушност, Фик е ваш пациент од самото детство, колку што разбрав. Да, сигурно дека. Така, цел мојот живот јас се... 91 си, 93-та. Да, нека парна година. Да, 93-та сум уште од самиот старт, нели? Јас знам докторката, она ме водеше за сите работи, се консултиравме со неа. Предноста голема што можевме да и се јавиме во било кој момент, затоа што нели сепак од друго место и брзо се случуваат некои промени. Значи денеска може да си бара брза интервенција. Денес може да бидете одлични, вечер да се појави температурата да биде превисока и да има страшна обструкција во текот на вечерта, каде што имаше вечери, јас ги поминав едноставно цело време кашлејќи во текот на вечерта и се стегаше и мускулатурата, имаше и доста болки, пошто се реагираше кај докторката и веднаш доаѓавме до клиника каде што ме превзимаше тимот и веќе ги олеснуваше проблемите и симптомите во целост и нормално грижата ги покриваше некои работи за полека да се враќам во нормала. Така да исто се случуваше во периодот и на средното. Средното моје образование беше исто така полно со отсуства, полно со одредени моменти каде што јас не можев да учествувам и на настани, и на прошетки, и на самото училиште и се тоа си бараше дополнително менаџирање, а во исто време нели да се одржуваме на таа физикална терапија, да се одржуваме на многу медикаменти кои што ги примиме ние што за исхрана кои што доаѓаат по 30 и неколку апчиња на ден, вклучувајќи и целата терапија која што ја препорачуваат професионалците од аспект на витамини и други работи, некаде до мислам околу 50 таблети на ден доаѓа. Зависи од индивидуалноста е различно, можам ја да кажам за себе што се случува. И беше предизвик за тоа и дилема дали и како ќе го продолжам тој живот после тие 17-18 години завршување на моето средно образование, со оглед на тоа што знаеме одат младите на студии, се одлучуваат за кариера, некои... Но вас болеста не ве поколеба, продолживте да учите? Па имавме периоди кога беше прашање што ќе правиме, како ќе правиме, едно нешто знаев дека физичката работа јас не можам да си ја дозволам, а проблемот беше и континуитетот во работа. Каква професија вие ќе одберете кога знаете, зашто ќе се одлучите кога знаете дека може би 2 до 3 месеци од годината нема да бидете ефикасни, а во наредните 9 месеци ќе бидете делумно ефикасни во работата и во самото живење. Ќе го позборуваме тоа, претпоставам подоцна за сегашниот момент. Да. Ќе го обработиме и тој дел. Јас само би сакала да ја прашам професорката дали симптомите на цистична фиброза се разликуваат кај бебињата во предучилишна возраст, училишна возраст, потоа адултна. Бидејќи некаде прочитав дека овие пациенти исто така развиваат дијабетес. Може ли дијабетесот да се јави во детска возраст или не? Како изгледа тоа? Значи, симптомите не само што се разликуваат во зависност од возрастната доба, туку се разликуваат и од пациент до пациент. Значи, карактеристично е многу различната експресија на болеста, дури и кај пациенти со ист генотип. Значи, на прогресијата, на прогнозата на болеста влијаат и други фактори, некои од модифицирачки гени кои може да влијат посебно на инфламаторниот процес, меѓутоа и надборешни фактори, посебно во однос на инфекциите. Така да има пациенти кај што, да речам, се уште немаат и панкреасна инсуфициенција и немаат проблеми во варењето на храната, тоа се околу 10% од пациентите.
Инаку во однос на тој дел од болеста, во однос на панкреасната инсуфициенција, ние имаме многу квалитетни, добри ензими кои скоро потполно ја коригираат. Значи, всушност пациентите примаат ензими. Со секој оброк примаат ензими, тие се во вид на капсули, тоа е бројката што Фити ја потенцираше. Огромна бројка слушнавме пред малку. Значи, со секој оброк може да прима со некои 5, 6, 7, 8 капсули ако јаде помасна храна. И сега што помага тие да се свари храна? Тие помага, тоа се ензими кои ја варат храната и скоро комплетна е корекцијата на малабсорпцијата. Значи, исто така и прогресијата на белодробната болест не е иста кај сите пациенти. Има пациенти на 30 годишна возраст што имаат сосема сочувана белодробна функција, а кај некој е прогресијата побрза. Зависи од времето на воспоставување на хроницитет на инфекциите, затоа во третманот е многу битно навремено да се диагностицираат одредени инфекции, спроведуваме одредени ерадикациони протоколи за да спречиме хроницитет, бидејќи хроницитетот е тој што го оштетува белодробието заради тој хроничен инфламаторен процес. Така да и Фити во детството има многу постабилна белодробна болест и така да должината и на овој третман што го истакнува на физикална терапија секако ќе зависи од стадиумот на болеста. Кај пациенти кои немаат толку напредната белодробна болест може и пократко, меѓутоа при влошувањето некогаш им треба и пола сат и сат да го исчистат белодробието. Заради тоа велиме дека е многу долготрајна и захтевна терапијата и комплијансата всушност, соработката на пациентите кога имате една болест која секој ден изискува еден третман, така да тоа не е едноставно, посебно кај младите луѓе кои сакаат да живеат како своите врсници, да ги имаат истите активности, да се бават со истите, мислам, оние забави, спорт. Инаку спортот многу се стимулира кај нив. Спортувањето, одржувањето на физичката кондиција е многу битна. Не само ради подобрата општа кондиција на пациентот, туку и за поефикасната физикална терапија, кога има подобра развиена мускулатура и некогаш и се комбинира физичката активност и Фити беше еден период одеше, мислам, на фитнес, значи вие сте физички активни и спортувате. Фитнесот ви е избор. Во еден период, меѓутоа сега е малце има неговата белодробна болест е потешка, така да не може толку интензивни физички активности да има. А има ли некои лица со цистична фиброза, кај кои што симптомите се толку благи, што дури болеста и не се диагностицира со години? Ви се случува ли возрасно лице да дојде кај вас и да диагностицирате цистична фиброза? Да. Каков е тестот и кои симптоми треба всушност некои лица ги наведа дека можеби имаат болеста? Кај панкреасно суфициентните пациенти, значи оние што имаат нормален раст и развој, и докторот ретко помислува кај пациенти со повторувачки бронхити, па дури и со бронхиектази, да направи потен тест. Кај пациент со полипи назални, значи назалните, кај некои со поблаги типови на мутации, нешто ќе презбориме после за основата на болеста, значи може единствена клиничка манифестација да биде еден хроничен синузит и полипоза. Значи може нешто такво? Да биде всушност сигнал за болеста. Да нема така изразени респираторни симптоми. И каков тест им правите на тие пациенти? Потниот тест е диагностички. Што е тоа потен тест? Како се прави? Значи, рековме дека во основа се нарушувањата во хлорните канали. Солта е всушност тука, да, така? И истиот дефект го има на ниво на потните жлезди, така да нивната пот е со висока концентрација на сол. Она што правиме е колекција на пот, после стимулација, се става едно како саче, внатре има еден макродуктален систем која колектира потта
и после во таа поце анализира за концентрацијата на хлор. И така се поставува сигурна диагноза? Се поставува сигурна диагноза, некогаш има гранични вредности, меѓутоа треба потниот тест да се повтори, меѓутоа ние потврдуваме во сите случаи генетски диагноза. Да, со откривањето на двете мутации кои се предизвикувачи на болест. Вела дека пациентите имаат огромен апетит, но не може да стават на тежина. Имате апетит, Фики? Не, немаме апетит. Апетитот не е присутен, барем кај мен не беше присутен. Значи тоа не е правило. Да. Тој е пред да се диагностицира, некој јадат доста да компензираат. Дури сме имале пациенти кои, последниот случај на 2-годишна возраст, детето на вистина премногу јадало и дури нутритивно не беше не страдаше детето. Меѓутоа, во фази на влошување, губењето на апетитот е еден од симптомите. Така да апетитот може би во раниот период кога детето но не и подоцна во животот. Мислам, инфекциите секогаш се поврзани со влошување на апетитот. Вики, сега чувствувате ли некакви влошувања на вашата здравствена состојба, односно на болеста? Така, во последно време малку е влошена мојата состојба. Малку. Јас тоа го гледам како малку, инаку за другите би било многу. Така да ние се бориме максимално, нели, со докторката да ги менеджираме сите работи. Не можете повеќе да вежбате фитнес? Да, Што значи се заморувате премногу? Да, се заморувам доста. Сатурацијата е падната, тоа значи дека присуството на кислород во крвта е намалено, со што прави ситуација каде што се појавува тахикардија, пошто се труди срцето малку да искомпензира, нели, да го пушти тој кислород кој што е намален до сите клетки, што значи дека некогаш и во ваква состојба ме опоменуваат дека во состојба на обструкција и не треба да го заморува многу телото, затоа што може да дојде до влошување уште поголемо на состојбата, така да кога бев малку подобар, тоа е пред некои 3-4 години, се занимавав и со спорт, со контактен спорт, кој што доста ми помагаше, али ете после со текот на прогресијата на болести и покрај тоа што ние се трудевме се да направиме, работите одеа полека надолу и дојдовме до една ситуација, па и со целата ковид ситуација дојдовме до состојба каде што јас морав да почнам да користам и кислород одреден период од делот, со текот на тоа да малку биде поприфатлива и по-окей, нели, и чувството кај себе. А во последно време и имам повеќе потреба, посебно во овој период на есен и зима, каде што и влажноста е поголема и загаденоста е поголема, и на почести хоспитализации, кои што мислам дека во последно време дојдоа на 2 до 3 недели. Значи, некако јас 2-3 недели сум слободен, да го представиме така, а после 2-3 недели се хоспитализирам. Тоа докторката го менеджира одлично, согласно што треба и од микробиолошкиот резултат, што е најсоодветно за да и која терапија треба да ја примам, која што најчесто е 10, 14, 20 денови, зависно од, нели, влошувањето и од инфекцијата која што е присутна. Какво е чувството кога знаете дека има терапија модуларна која што дава одлични резултати, но не е достапна во Македонија? Какво е чувството? Најпрво, чувство на фрустрација, чувство на обесправеност. Тоа претпоставам го има кај сите пациенти, пошто ние контактираме. Посебно ние 8-те кои што сме во таа веќе животозагрозувачка состојба, која што, нели, доаѓа до, овде докторката ќе ме поправи, мислам дека доаѓа до терминална фаза, испод 30% капацитет. Ужасно е чувството со оглед на тоа што ние имаме и семејство. Јас имам и мое семејство и тоа беше процес. Така, вие вчера станавте татко, да ви честитам. За среќа, да, ви благодарам. Така да и тоа беше процес и со моето семејство, со сопругата, сега добивме и синче. И некако јас сум понавикнат, она е во мојот живот во последните 3 години. Така да, знаете, размислуваме за што ќе се случи кога ќе дојде моментот кога јас веќе нема да сум овде, пошто и тоа е еден проблем кој што го разговараме. Како да ви кажам, се надевам дека ќе дојде модуларната терапија која што ни е страшно потребна. Ќе ви даде шанса за живот кој што да, заслужувате. тоа што го разговараме со другите болни кои што ја примаат, не само што ќе ни даде шанса за живот, туку ќе ни го направи животот да ни биде нормален.
со тоа што ќе продолжиме со нормален тек и ќе функционираме сосем окей. Би сакал да дојдам до ситуација да можам да го видам нели детето како ќе порасне, да го научам некои работи, сепак јас се трудев доста и на професионален план да ги постигнам некои работи, а професијата ми е врзана и за психологија која што најмногу работи со деца, така да мислам дека има многу работи што можам да го насочам и да му ги пренесам. Но целта е да бидам овде, нели, и да можам да го направам тоа, не само да сум овде и да сум во состојба каде што ќе треба да бидам на клиника и докторката ќе треба или другите професионалци ќе треба да се грижат за мене независно. Така да чувството е ужасно. Не знам како да ви кажам, се бориме. Овој лек го има во регионот, веќе околу Македонија го има, во Србија, во Бугарија, во Грција. Професорке, дури во Црна Гора ми споменавте дека веќе го обезбедуваат и покрај тоа што нема центар за цистична фиброза, се работи за исклучително скапи лекови. Какви се овие генетски лекови се? Го блокираат генот кој што не се генетски лекови. Кој што доведува до болеста? Она што сакам да појаснам, до сегашната терапија што ја користиме, тоа е симптоматска терапија. Ја леснува симптомите на болест. Значи, наша цел е да ја успориме прогресијата на болеста, да ги одложиме компликациите и да овозможиме, значи, поквалитетен и подолг живот на пациентот. Со тек на време се јавуваат компликациите, како што се компликации од хроничната белодробна болест, развој на бронхиектази, постепено опаѓање на белодробната функција. Рековте дека голем е ризикот од развој на диабет, бидејќи инсулинот, како што знаете, е хормон кој се лачи во панкреасот. Овие пациенти имаат оштетување на панкреасот од раната возраст, така да со тек на време и секрецијата на инсулин станува недостаточна, па повеќе од 50% во возрастната доба развиваат диабет. Има пациенти со компликации од хепаталната болест, така да околу 10% имаат и по-тешка хепатална болест, со цироза, со портална хипертензија. Значи, компликациите се јавуваат со возраста. И така да терапијата може да ја успори, но не да ја лекува болеста. Она што сега имаме на располагање, што е во последните години, тоа се терапии кои делуваат на основниот, на базичниот дефект кој ја предизвикува болеста. Односно, го подобруваат создавањето и функцијата на тој хлорен канал, лекувајќи ја во основа болеста, коригирајќи го основниот дефект. Тоа се мали молекули, тоа е во основа фармаколошка терапија, не е генетска, значи делува на протеинот. Едната класа на овие CFTR модулатори се така наречени коректори, кои го подобруваат движењето на создадениот протеин кон површината на клетката и неговата инсерција во клетката. Значи, тоа е за втората класа на мутации, не можем нешто повеќе да кажам, бидејќи во зависност од ефектот што мутациите го имаат на синтетизирањето и функцијата на тој протеин, тие се поделени во 6 класи. Значи, најчестата мутација, Делта F508, која имаат повеќе од 70% од пациентите и повеќе од 80% имаат бар во еден алел, оваа мутација спаѓа во втората класа. Кога протеинот кој се создава не може да ја достигне клеточната мембрана и останува заробен во ендоплазматскиот ретикулум каде што се распаѓа. Меѓутоа, овие коректори го подобруваат движењето, матурацијата на тој протеин и достигнувањето на клеточната мембрана каде што ќе функционира. Значи го коригираат основниот дефект. Втората класа на лекови од тие CFTR модулатори се така наречени потенцијатори, кои се наменети за третата класа на мутации, односно кога протеинот, синтетизираниот протеин се инсерцирал во клетката, меѓутоа останува затворен. Значи, пореметена е неговата функција и тие лекови, може сте слушнале дека ние веќе ставивме тројца пациенти на тој потенцијатор, тоа е Ивакавтор или Калидеко.
затоа што борбата за тој лек беше исто така долготрајна и пациентите неколку пати, мислам, ги имаше и на телевизија. Значи, кај нив лекот го отвара каналот и овозможува функција. Добри се, да. Ако ги... Двете пациенти веќе беа стварно во многу напредната белодробна болест, а девојчето 12 годишно, кај која започнавме терапија, за неколку месеци се поправи 10 кила, функцијата и порасна повеќе од 30%, она има сосема нормален живот, веќе влезе во пубертет, а беше, мислам, во потешка состојба. Така да, ова се лекови кои делуваат на основниот, на базичниот дефект, на самиот, ја подобруваат синтезата и функцијата на хлорниот канал, кој кај нив е недостаточен. Фики, точно ли дека... Само сакам да кажам дека овој лек за кој Фики зборува, е достапен во последните 3 години. 2019 е во Америка одобрен, 20 веќе во Европа и многу брзо сите земји скоро во Европа, во Западна и Централна Европа, меѓутоа и на Балканот, веќе станува достапен, бидејќи ефектот од лекот е на вистина, како да кажам, зачудувачки ефикасен. Точно ли дека од Македонија пациенти со цистична фиброза си имаат преселено во земјите каде што е достапен лекот? И каква е нивната состојба? Тоа сакав да кажам. Значи имаме пациенти кои што се преселија во други држави, кај што го има лекот и го примат. И многу од нив се преселија затоа што таа им беше последната опција. Значи, инаку доколку би останале со сите работи овде, ќе до сега најверојатно немаше да бидат помеѓу нас. И изненадувачки тогаш се уште не се знаеше нели каков ќе биде ефектот, иако сега имаме 3 годишно искуство од тоа ги гледаме и пациентите. Изненадувачки, како што кажавте, чудо се случи каде што и самите тие беа веќе во разговор прифатиле дека ова е крај на патот. Тука завршуваме. Што сме постигнале, што сме направиле, одиме во следниот, нели каде и да се оди. Така да изненадувачки беше тоа што после одреден период во контакт со нив, они беа подобри, барем од моје искуство, па можеби како што биле од пред 8 до 10 години. Значи бојата на кожата, ако ги гледам на видео, им се врати. Апетитот поголем, јадењето многу помало, а тие веднаш добиваа на килажа. Белодробната функција исто. Па што ги читаме, многу од нив ете пишуваат и блогови прават и постираат и го следат тој нели третман на нивно подобрување кој што го документираат и го ставаат и на социјални мрежи и како делот од нели медиуми сите тие работи, така да изненадувачки е како брзо напредуваат и колку се добри, мислам, они се вратени во состојба каде што очекуваат да живеат нормален живот кој што нели го живеат и другите кои што ја немаат оваа болест. Сега нормално одредени оштетувања си се присутни, но самото тоа е неспоредливо во однос на што ги очекуваше. Така. И целата наша борба е уствари сега покрај сите тие работи нели за превенција кои што ги правиме. Да се донесат овие лекови тука, да бидат под фонд. Има шанси, професорке? Па, јас тоа треба да одговорат здравствените власти. Значи, ние побаравме за 8 пациенти кои се навистина во многу напредната фаза на болеста, како животоспасувачка терапија. Немаме одговор. Во основа треба Министерството или фондот да преговара и ќе видиме дали ќе имаме некој фидбек. Не можам да се сложам дека лошата финансиска ситуација во земјата е изговор да не ги добијат терапијата, бидејќи има исто така тешки болести, ретки болести кои добиваат терапија, која е исто толку скапа, и овие пациенти не може да немаат право на еднаков пристап и третман. Колку пациенти се со цистична фиброза кај нас? Па ние имаме околу 140 пациенти.
Знаете дека пред 3 години е воведен неонаталниот скрининг Така. за болеста. После една пилот студија 2018 го воведовме како национален скрининг. Да ги препознаете сумнителните случаи. Сите новородени, знаете, се зима капка крв од Така. петичката на филтер хартија и тие се скринираат за одредени болести. Сомневањето за болеста сомневањето се раѓа ако имунореактивниот трипсиноген во крвта кај бебето е зголемен, ако е над одреден кат-оф, ние што викаме, над одредено ниво, тогаш бебето третата недела го повикуваме повторно за капка крв и ако се одржува висок или ако уште повеќе расте, тогаш го правиме диагностички. Тоа е скрининг позитивно бебе и правиме потен тест за диагноза. Фики, вие станавте татко, претпоставам дека размислувавте дали бебето може да ја наследи болест или не. Направивте генетски тестови. Така да, со докторката направивме, нели, со насока од докторката, кај сопругата направивме, нели, генетски тест да видиме дали таа е носител на генот. Штом таа не е носител на генот, бидејќи рецесивно се наследува. Да, тој ќе го носи генот детето, но нема да биде болен. За да сте болни треба нормално двата родитела да бидат носители. Јас ви благодарам многу за вашето гостување во денешната Телма амбуланта. Фики, јас се надевам дека ќе ја добиете терапијата која што ви е толку потребна. Секако ќе се бориме, се надевам и јас. Борбата останува понатаму, издруженијата очигледно треба да бидат упорни и да бидат истрени, но и што поскоро да се донесат, бидејќи тука и нема професор баш некој многу чекање. Прашање на време, да. Ви благодарам уште една за денешната Телма амбуланта. Почитувани, ова беше се во денешната емисија. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Имајте пријатен ден.